Како говорот на омраза влијае на меѓуетничките односи? Па, говорот на омраза на етнички основ е еден од како да речеме, поголемите купчиња или поголемите парчиња што се однесува до воопшто до говорот на омраза во Македонија. Говорот на омраза влијае сериозно на нарушување на меѓуетничките односи, ние тоа го гледаме секојдневно. Клучното тука е во оневозможувањето на влијанието на тој говор. Како се оневозможува, доколку оние што имаат најмногу влијание, тоа се политичарите, јавните личности, луѓето што работат во медиумите, станат свесни дека нивните зборови тежат многу повеќе од зборови кажани пред кооперација или во домашна атмосфера или во кафич некаде. Едноставно тој е силен и влијателен говор. За несреќа, тој сега во последно време се комбинира со политички одговор на омраза или мразењето поради политичка припадност и поради припадност на некоја друга заедница. Значи, вие можете да ви најпластично да ви ја представам комбинацијата, можете да мразите човек кој што е геј, кој што е противник на ваш политички противник, но вие сега што определувате? Дали го мразите повеќе поради тоа што е геј или тоа ви е само причина да го нападнете поради тоа што тој не се согласува со вашите политички ставови? Сличното се случува и на етнички план. Напаѓате некого етнички, но подтекстот на тој напад не е најчесто само етнички. Туку е во комбинација со некој друг фактор, односно со политички фактор. Го плукате Петрит не само затоа што е албанец, туку затоа што неговите политички ставови ви пречат. Во тој контекст ние имаме малку посложена ситуација од земји или ситуации каде што етничкиот говор на омраза е прилично чист, како да речеме, од други типови на говор на омраза. Сега ние сме во малку посложена ситуација, затоа што кај нас имате комбинација. Мразите некого не само поради тоа што има политички став поинаков од вас, туку и поради тоа што е припадник на некоја друга заедница. Или обратно, го мразите затоа што се вика поинаку, но всушност го мразите затоа што е ваш политички противник. Како би требало да се справиме со овој проблем или кое е решението, она што го говореше професорката Трпевска на дебатата, дерадикализација на политичкиот дискурс. Ако политичките партии, лидерствата, луѓето кои што се истакнати и кои што се говорители на тие партии во јавноста, ако новинарите, медиумите, уредниците, граѓанскиот сектор со влијание, јавните личности, музичари, глумци и така натаму, станат свесни за ова и помалку го користат говорот на омраза, ние веднаш ќе имаме резултат и во јавноста и во јавниот дискурс.